24 анализа, добро вечер и добре дојдовте. Катица Јанева повторно актуелна во јавноста. По вчерашната одлука на Советот на јавни обвинители да бара отчет од неа, денеска тоа и го побара и претениците од парламентарното мнозинство во собранието на дебатата кога се гласаше буџетот за специјалното јавно обвинителство. Јанева ги доби парите кои што беа предвидени и кои што ги бараше бидејќи, како што рече, се потребни, но на нејзина сметка стаса и низа навреди и сомнежи од пратениците од власта колку е способна и независна да ја заврши до крај работата и дали таа е под нечи партиски диктат, односно дали е блиска до опозицијата, како што рекоа пратениците од власта. Од друга страна, пак опозиционерите ја бранеа независноста на специјалната јавна обвинителка, тврдејќи, како што рекоа, дека власта се плаши од евентуалните обвиненија кои што Јанева би требало да ги, како што велат, превземе против нивни високи функционери. Сепак на сметката на Јанева не се само навредите од собраниската сала, туку и одлуката на Советот за јавни обвинители, таа да даде отчет за нејзината работа, тука и спорниот записник при приемот на материјалите од лидерот на опозицијата Зоран Заев, но и кадровските отпуштања кои што се случиле во специјалното јавно обвинителство пред една недела. Бројот на помошниците јавни обвинители беше најспорното прашање кога се договараше законот за специјалното обвинителство. Тоа беше најголемиот проблем и препукување помеѓу Советот за јавни обвинители и Јанева кога требаше да почне со работа обвинителката, бидејќи таа бараше 14 помошници, Советот изгласа 12. Јанева вели дека се намалил обемот на работа, како наеднаш и зошто бараше повеќе обвинители ако не и биле потребни. Ја држали Советот на јавни обвинители, специјалната обвинителка на кратко јаже дали судовите ја обструираат Катица Јанева, што може да се очекува од работата на специјалното јавно обвинителство. Ова се дел од темите за кои што вечерва ќе бараме одговори. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва гости во 24 анализа са Јован Трпеновски, поранешен државен јавен обвинител. Добро вечер, добро дојдовте. Александар Туртевски, адвокат. Добро вечер, добро дојдовте. Ви благодарам што вечерва сте дел од 24 анализа. Пред да почнеме со дебатата, јас само да информирам за нашите гледачи дека покана да учествува на оваа дебата имаше и актуелниот државен јавен обвинител Марко Зврлевски. Зврлевски воопшто не одговори до овој момент на поканата за гостување, секако 24 вести останува отворена и за гостување на Зврлевски кога и да реши државниот јавен обвинител да се појави на нашата телевизија. Да. Еве, јас ви ветувам во состав ќе биде. Господин Трпеновски, 2 дена веќе актуелна е Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство во јавноста. Советот за јавни обвинители вчера одлучи дека ќе бара отчет, дополнително се формираше и комисија која што треба да ги истражи спорните, како што велат, отпуштања на две обвинителки од специјалното јавно обвинителство. Денеска беа изгласани парите кои што се потребни на Јанева. Парламентарното мнозинство исто така побара отчет од специјалната обвинителка за тоа како планира да ги троши парите, но и на нејзина сметка упатија низа навреди дека нејзината независност се ставила под знак прашање, особено во случајот Пуч. Истите тие пратеници пред 4 месеци едногласно, речиси без дебата, ја изгласаа Катица Јанева. Како го коментирате, еве, конкретно прво што се случи денеска во собранието? Па јас мислам дека очекувано беше, колку што времето одминуваше, притисоците према Катица Јанева ќе растат. А зошто е така? Зошто така заклучувам? Затоа што надежноста на Катица Јанева е практично да утврдува од материјалите кои што ги приме од прислушните, дали има елементи на кривично дело и кои се сторителите на кривично дело. Целокупната македонска јавност е информирана и ја знае повеќе содржината на прислушните материјали и секој оној кој што се занимава конкретно со оваа проблематика знае дека извршени се многу тешки кривични дела, а се назират и кои се сторителите. И нормално сега се јавува нервоза кај некој кој што и тој сам чувствува дека може да биде повикан од специјалниот јавен обвинител да одговори на некои непријатни прашања за него. Така да, она кое што беше практично основното, да се разреши политичката криза со исполнување на предвидените одредби во договорот од Пржино, околу изборот на специјалниот јавен обвинител, мислам од тука почна и обструкциите, прво према
личноста кој треба да биде, а понатака и према работата на специјалниот јавен обвинител. Мене воопште не ме изненадува ваквите обструкции кои што се вршат према Катица Јанева. И осеќам и сигурен сум што повеќе ќе одминува времето, то ќе биде по-упадливо, ќе биде по-дрско однесувањето према специјалниот јавен обвинител. Меѓутоа, морам да кажам дека до сега специјалниот јавен обвинител воопште не дал повод да се сомнева во незината субјективност, затоа што практично тај нема некоја одлука донесено. Првата одлука која што беше врзана со преземање на предметот на пуч, одма има критиките и ја ставија како да таа сега припажа кон еден табор или кон други табор, односно дали ќе биде послушник на опозицијата или на власта. Јас мислам Катица Јанева треба да биде послушник исклучиво на законот, на објективност и самата на себе. Господине Туртевски, Собранието има право да бара извештај според законот за специјалното јавно обвинителство, тоа е на 6 месеци по работата. Денеска тоа беше реакцијата од Јанева, дека на 15 март е тој рок кога треба да достават извештај до Собранието. До сега ние слушавме од разни пресконференции, од изјави, меѓутоа немаше таков координиран, да кажам, од цела пратеничка група напад кон специјалната јавна обвинителка, како што се случи денеска од Собраниската сала. Па, јас мислам дека знаат нешто повеќе од колку што ние знаеме. Има слушнато нешто, веројатно. Јас така го толкувам тоа. Јас целосно се сложувам со колегата Трпеновски и да не се залажуваме. Значи, вистината во Македонија е една. Факт е дека против Катица Јанева работи целокупниот државен апарат, секаде каде што власта има можност да влие. Тука нема дилема. Значи, незината поставеност е таква да таа треба да ги истражи, тоа што го рече колегата, да ги истражи содржината на прислушкуваните разговори и евентуалните кривични дела кои што ќе произлезат од таму. Таму се знае кој е сниман. Значи, може да произлезат одредени кривични дела и веројатно дека тие ќе бидат спрема високи државни функционери. И сега, тие високи државни функционери се во паника дека веќе стига времето кога Катица Јанева ќе треба да се изјасни. А како ќе се изјасни? Веројатно нешто имаат и слушнато тие, па затоа се толку нервозни и затоа се во толку голема паника. Инаку, Советот на јавни обвинители нема можност да ја контролира работата на Катица Јанева. Тоа е специјален орган формиран само за одредена намена. И околу ова, веројатно подосна ќе го прашате вие околу начинот на предавање на доказите. Зошто само кај Катица се бара евентуален пропуст? Па ако постои пропуст и кај оној што ги предава. А бидејќи се тоа најголем дел снимени материјали, снимен материјал јас воопшто не знам како се примопредава. CD, например. За да тоа биде веродостојно, веројатно дека треба двајца, еден од старото јавно обвинителство, од републичко јавно обвинителство или од основно, и друг од специјалното, да го преслушуваат CD-то, да го стават на хартија на транскрипт, да се состави и да се направи писмен записник дека ова CD кое што се предава ја има оваа содржина. Инаку само CD да се предаде, што ќе значи? Јас примам едно CD, тоа може да биде концерт на Цеца снимен. Примопредавање на снимени материјали е многу суптилна работа. Меѓутоа, со кривичната пријава, тие точно се таксативно наброени и предадени. Тој што ги примил кривичната пријави и кога ги предал, тој се раздолжил. И тој што ги примил, значи со содржината на кривичната пријава, каде што е точно наведено што ја следи, тој автоматски превзел обврска дека покрај кривичната пријава одат и материјалите кои што се наведени во кривичната пријава. Тука нема никаква дилема. Ќе го образложиме подетално случајот околу примањето материјалите од ВАЕФ, убаво што нашата темата, но сака малку околу овие етикетирања што во последно време се пожестоки, се како што рековте на Катица Јанева, го имавме говорот на поранишниот премиер и лидер на ВМРО ДПМ на Никола Груевски од неделата, каде што ја нарече сејачка на магла, односно ја наброја во неколку категории на луѓе за кои што кажа Груевски дека се сејачи на магла. Веднаш по тоа обраќање имаш информација од специјалното јавно обвинителство дека бара дополнително обезбедување и лично обезбедување на обвинителите. Господин Трпиновски, бевте државен јавен обвинител.
Доведен ли е во прашање, како што вели МВР, до степен на ризик по животот на Катица Јанева и на обвинителите? Така МВР го образложи барањето. Јас би можел да кажам дека говорот на премиерот, на поранешниот премиер, беше полн со некои изјави кои што мислам се невообичаени за една интелектуална средина и упатени према носителни на висока функција, која што практично избрана со консензус на сите политички партии. И кога јавниот обвинител нема и мериторно одлучено за некој конкретен предмет, одма да се почне со некој сомнеж за незината пристрасност, мислам оти то практично зборува дека се тоа што е кажано е без било каков основ. Се ме прашате вие дали Катица Јанева може да чувствува некоја лична несигурност. Ние живееме во едно време кое што навистина е доста несигурно, а и доста е интересно за живеење за оние кои што биле едно време на функција и кои што може да го споредуваат. Јас, а и колегат, работевме едно време во едно други систем, каде што вредностите на државата беа сосем други, односот према професионалците беше на вистина, професионален и без никакво влијание во страна на политиката. Јас то најотворено го кажам затоа што долг временски период, околу 28 години, сум бил од приправник до јавен обвинител на Република Македонија. Нито еднаш не се јавил некој да ми каже како треба да одлучам. Впрочем, сега живееме во време каде што има гласини дека се врши влијание. Јас верувам дека има влијание. И има една несигурност ке носителите на јавните функции. Затоа и Катица Јанева почувствува потреба да побара заштита за незиниот личен интегритет. Меѓутоа, мислам, примерно кај незе за да биде заштитата за слободно обавување на професионалната функција повеќе, тоа е примерно, а нормално и за незиниот личен интегритет. Јас мислам оти, се уште не сме дојдени до тоа време да се постигне по животот на некој кој што на вистина е избран да ги решава некои дилемни ситуации од кои што зависат правата и слободите на луѓето, каде што практично зависи опстанокот на Република Македонија и политичкиот систем. Све Дурдевски, пред Јанева дополнително обезбедување побара и амбасадорот на Европската унија во земјава Иво Урав, поради закани, како што кажа. МВР вели дека Јанева чувствувала висок ризик по живот. Видете, јас неколку пати кога настапував вака на телевизија и предложив за вакви прашања, најдобро би било неа да ја прашуват или некој од незиниот тим. Вака излегува како јас да сум портпарол или член на тој тимот задолжен за комуникација со јавноста. Меѓутоа, навистина не знам. Не, поинтата ми, ако има толку обструкции, дали може до таму да се саста? Јас мислам дека може. Значи, јас мислам дека може. За жал. Заради тоа што влогот е преголем. Влогот е преголем. Значи, јас не верувам во оние приказни дека се изнесени 5 милиарди евра од Македонија, меѓутоа една секако дека е изнесена или злоупотребена на некој начин. Меѓутоа, и 1 милиарда долари или евра е секако доволна причина за да тој што му се заканува кривична одговорност за тој криминал добие некакви сулуди идеи. Одговорот што беше на примерот, тоа покажува во колкава паника. Меѓутоа, да не забораваме тоа што го кажа колегата. Со негов подпис и параф Катица Јанева стана специјален обвинител. Значи, воопшто нема превземено официјално никакво действие, само 2 пати што се одложи рочиштето за пуч. Тоа е официјално действие до сега што јавноста го знае. И од каде е сега тој напад на паника, дека од една страна Ван Хујте кој што преговара со работните групи, каде што седат неговите членови од неговата партија, и од друга страна Катица Јанева на која што се изгласува буџет практично 2 дена подоцна, е сејачна магла. А тој е председател на партијата и поранешен премиер кој што ја внесе Катица Јанева во системот, специјалното јавно обвинителство.
И сега одеднаш напад на паника и тоа се сеачи на магла. Јас пак тврдам дека веројатно имаат некоја информација, за жал, мислам, не е моје да давам совети, меѓутоа, пак ќе повторам, бидејќи бев едно време влезен и јас во некаков, таму, не знам по кој основ, круг за избор, јас сметав дека ќе треба да почнам да работам само со 3-4 најблиски соработници, без дактилограф и без администрација. Чувствувам дека од таму протекуваат информации и токму на тие информации се должи нервозата кај високите државни функционери. А дека влогот е преголем, тоа е факт дека е преголем, сега зависи од менталниот склоп на луѓето кои што ќе се најдат на евентуално удар на законот и на постапките кои што специјалното јавно обвинителство ќе ги превземе. Се согласувате ли дека можно е да има условно крт во специјалното јавно обвинителство? Што дали има? Крт. Вели господинот Туртевски дека можно е да протекуваат информации Исто од да тоа. ви кажам, јас не сум сигурен, меѓутоа може. Прво, изборот на јавните обвинители беше по предлог на Катица Јанева. Меѓутоа, дали имаше можности Катица Јанева да изврши оценка за секој поединачно? Немаше време. Негов ангажманот во работата, неговите човечки својства, луѓските својства, понатака односот према работата и она кое што е битно, кое што не може да се утврди надворешно, размислите на секој посебен од изборните јавни обвинители. А зошто да не можеме да прифатиме дека во една цифра од 12 души, па да се најде некој кој што, не сметајќи дека тоа е многу сериозен проблем во конкретната работа на јавниот обвинител, мало неодговорно да почне нешто да зборува. Не мора да биде и то под некое влијание, меѓутоа еден непрофесионален однос према работата која конкретно работи. Сега, се постава прашањето ова што рече Туртевски за нервозата. Нервозата може да биде прво по сопствено сознание за сопствената кривица. А и добро и дослухот, дека веќе е почнато да се работи на одредени конкретни случаи, тука нервозата се уште поголема. Многу е тешко човек да се најде под удар на законот, затоа што не знае докаде оној кој што треба да го гони знае за него, а тој за себе знае многу повеќе. Практично, може јавниот обвинител само за неколку случаи за кои што има докази да отпочне постапка, има сомнение за постапка, а личноста знае уште за можда дупло толку и затоа е нервозата поголема. Психичкиот однос на сопствениот притисок е многу поголем од притисокот на оној кој што треба да одлучува за вас. Тоа е многу тешко. Тој психички притисок тешко се издржува. А трае, долго трае. Да. Тешко се издржува затоа што сепак станува збор за она кое што е најсвето, за слободата и за угледот. Да ги занемариме ние материјалните проблеми од земањето на стекнатата материјална корост. Тоа е најбаналното. Меѓутоа, губенето на слободата и губенето на угледот за цел животен век, мислам, тоа е болното. Кога сме веќе кај сумневањата за можно протекување на информации од Видете, значи, не би требало да се лоцира само спрема замениците. Да, вие рековте има Може обичен администрација. службеник од администрација, затоа мораше таму, не знам каква е организацијата, дај Боже да е добра, значи да е најдобра, меѓутоа, значи, предпоставувавме или се ширеа гласини дека ќе има помош од сериозни луѓе кои што поминале веќе во странство обуки за вакви случаи, кои што ги знаат сите замки на кои што може да се најде. Меѓутоа, јас мислам дека требаше во старт да се оди со најмал број на луѓе и со најмала можност, без дактилограф. Не сакам сега да кажам дека секако дактилограф или некој друг, меѓутоа, што е помал кругот на луѓе кои што ги имаат информациите, тоа е помала можноста да протечат тие информации. Токму првично од делот правниците како можно објаснување за отпуштањата и разрешувањето на двете обвинителки, вчера слушнавме и такви
информации дека можно и тоа да било не причината. Не, јас не ве да лоцирате, ве прашувам како го толкувате тоа што бројот на обвинителите беше најспорното нешто кога се договараше законот за специјално обвинителство. Не. Во законот стои дека за бројот одлучува Катица Јанева. Значи мислам на преговорите. Преговорите се подоцна. Преговорите се подоцна и бројот беше само начин да се обструира работата на Катица Јанева. Затоа што, значи, тука нема воопшто никаква дилема. Катица Јанева во секој момент одлучува. Дури утре може да рече дека не и требаат помошници. Може сама да продолжи. Или треба 1, или треба 20. Сепак фама околу бројката. Нели 14, 12, ама тоа го наметна Советот на јавни обвинители само за да прави проблем, за да купува време. Само за да се обструира нејзината работа. Добро, и Јанева не ја даде заклетвата дека не беа избрани сите обвинители, па добро, најдоа компромис. Ама тука се кршеа копија сега. Таа знаеше дека во законот е оставена нејзе апсолутно право, слободно, да го избере бројот на како помошници. Како си да се малил обемот на работата? Зошто не требаат веќе 12, затоа е оставено 14? Дискреционото право нејзе да одлучува. Може утре, што ви велам, да одлучи дека ќе води работата со тројца. И никој не може да ја префрли. Тие луѓе имале чест да бидат дел од тој тим, утре се враќаат на работа на работното место каде што биле претходно, нема ништо спорно во тоа, не мора да има некоја позадина, макар што мислам дека е прерано објективно да се гледа врз основа на предмети и на број на отворени случаи. Меѓутоа, тоа е апсолутно нејзино дискреционо право и Советот на јавни обвинители не смее да навлегува. Нити тогаш смееше, нити сега смее да и бара отчет зошто го намалува бројот. Господин Трпиновски, една од разрешените обвинителки денеска во изјава за Канал 5 телевизија вели дека работев редовно сите задачи како и другите обвинители што се таму, за тоа каде настана проблем ќе ја прашате Јанева. Таа не рече ништо освен дека не сме повеќе дел од тимот, толку. Само специјалната обвинителка Катица Јанева знае зошто ние сме вишок или кусок и зошто носи такви одлуки, вели во изјава за Канал 5 Лејла Кадриу. Се крена фама околу разрешените обвинителки, особено поради нели тој момент на почетокот многу малку обвинители и така натаму. Видите, мора да се трне прво како дојде до формирање на специјалното јавно обвинителство и кои одредби ги содржи Закон за специјалното јавно обвинителство. Мора ние да прифатиме дека специјалното јавно обвинителство е орган кој што е формиран поради политичките состави во Македонија. И дека тоа е и во системот на јавното обвинителство, али потполно одвоен по однос на одговорност и начин на управувањето. Ако на специјалниот јавен обвинител е дадено правото да тој одлучува за бројот на замениците на обвинителите, ако тој изврши распоред на работата, ако тој одлучува за начинот на отпуштување на работата, приоритет на кој ќе му даде, и ако јавните обвинители по законот како е поставено одговара за својата работа исклучиво само пред специјалниот јавен обвинител, тога се постава прашањето во што е проблемот ако специјалниот јавен обвинител дошол до некое сознание дека место 12 ќе може да ја врши работата со 10 јавни обвинители. Сега, персоналниот избор, зошто тие две? Тоа е прашање сепак на специјалниот јавен обвинител кој што оценува во конкретната ситуација со кој конкретни личности ќе може да се оствари функцијата. Према тоа, ако во Закон за специјално јавно обвинителство се надзира целокупната автономија и потполната слобода на специјалниот јавен обвинител, тогаш не можеме ние да судиме зошто специјалниот јавен обвинител одлучил да двете од избраните јавни обвинители си одат. Се постава прашањето сега. Ако ти одговарат пред специјалниот јавен обвинител, таа одговара пред Советот и пред Собранието. Према тоа, ако таа одговара пред Советот за јавни обвинители и пред Собранието, јас сум тој кој што за целокупната работа одговарам. Во јавното обвинителство има принцип на хиерархија. И за да успешно остварам работата за која сум избран, јас вршам и персонален избор и број на обвинители со кои што ќе можам да работам. Се постава прашањето за пред кого одговара специјалниот јавен обвинител.
Специјалниот јавен обвинител одговара исклучиво пред органот кој што го избрал. Меѓутоа, морам да кажам дека одлуката за избор на специјалниот јавен обвинител од Советот на јавни обвинители е декларативен. Да. Со други зборови, ако е резултат на договор од најголемите политички партии по однос на изборот на личност, ако предходи Комисијата за избор и заменување да бара да се произнесат најголемите политички партии и тој предлог да го достави до Советот за јавни обвинители, тој практично мора да го избере. Што значи? Декларативна одлука. И сега обратно. При секој избор се оди за разрешувањето. И за разрешувањето исто така. Не може Советот да отпочне дисциплинска поставка. Може да поднеси образложено барање да утврди дали се исполнети условите за разрешување. Пак кој ќе одлучува? Ќе одлучува во обратна постапка, пак. Треба да има консензус најголемите политички партии кои што се согласиле на парламентот да се изгласи и седне да му се даде можности на Советот на јавни обвинители да го разреши. Затоа ова го кажувам. Мисленото непотребно Советот за јавни обвинители почна со критики према специјалниот јавен обвинител, место да биде обратно. Треба да му даде полна поддршка, затоа што практично објективно, ако се цени работата на специјалниот јавен обвинител, ако е таа позитивна, тој е успех и на Советот за јавни обвинители. А обструкциите кои што ги прави према специјални... Извинете што ве прекинувам. Зависи каква задача му е дадена. То не знам. Тука јас мислам вие зборувате како треба да биде, а не како е. Немам намера да ве демантирам. Не, јас да ви кажам, кога ќе го викате колегата следниот пат, не ме викате мене заради тоа што се дуплираме. Се што кажува колегата потпишува. Апсолутно, и мислам дека можеби ќе им биде досадна емисијата на гостите, бидејќи апсолутно се сложуваме 20. Меѓутоа, колегата Трпеновски греши само во едно. Тој, како поранешен јавен обвинител, се уште размислува како треба да биде работата на Советот на јавни обвинители. Ако мене лично ми прашувате, тоа е измислена институција, како многу други, како Републички судски совет, како антикорупцијска, како да не ги набројувам тука. Тоа се само паразитски установи закачени на буџетот кои што служат за удомување на неспособни кадри кои што не им се работи веќе. Стојам за тоа. И сега тој што е избран во една таква институција за да се трне, за да нема конкретни предмети, тој му е многу благодарен на тој што го избрал во тој орган. Да зима платичка, да се матка низ град денеска цел ден, натака навака, меѓутоа мора да ги исполни нивните желби. И овие обструкции се нивни желби. Таму не се размислува како да и се помогне на Катица и како Македонија треба да излезе од оваа кал. Таму се размислува сега како да и се стават спрепки на Катица Јанева. Тука колегата Трпеновски не сака тоа да го каже од учтивост. Јас сум малку не знам како да се наречам себе си, ги кажувам работите како што мислам дека се отворено. Колегата не сака да верува дека е така и дека еден совет на јавни обвинители има задача да обструира работа. Тој има сега задача да ја обструира работата Од кога? Од највисоките државни функционери. Од највисоките. Тие мора сега конечно нешто да одработат. Инаку аминуваат на изборот што ќе им речат. Па имате снимани во разговорите дека тие практично државниот јавен обвинител замолува за избор на некоја негова таму за јавен обвинител и вели ако немате вие во партијата, тој ќе почека сега, ако нема може. Реплика на функционерот. Власта на ова би било дека судската и извршната власт во Македонија се поделени. Така да, поделени се. Според устав се независни. Тоа е најголемиот проблем, што ние имаме огромна разлика помеѓу она што е запишано во нормите и од она што се применува во стварност. Де факто, целокупната власт, и извршна, и законодавна, и судска, беше и се уште е лоцирана кај еден, двајца или тројца, или полека во некаква пирамида, 5 или 7 луѓе. Целокупната власт.
И затоа се сите овие обструкции кои што денеска ги гледаме. Не се случајни овие работи. Овие се, значи, ова е практично заговор кој што постојано, значи, од самиот почеток оди тоа. Се одолговлекува да се купат неколку денови. Па еве гледајте, собранието носи одлука за само распуштање. Со одложено дејство. Но како може само распуштен парламент да избира влада? Колегата би рекол во едноумието Уставен суд веднаш би го укинал таква одлука. Меѓутоа никој не се ни обидува. И уште нешто само да кажам. Значи, мене најмногу што ме плаши во целиот овој во оваа сапуница, да ја наречам некако, тоа е однесувањето на Уставен суд. Уставен суд се уште не се одлучил, не донел одлука за уставноста на законот за специјалното јавно обвинителство и мислам дека е тоа последниот адут кој што го чуваат во рака некои луѓе. Господин Трпеновски, се согласуват? Апсолутно. Се согласувам. Реков ме, не викајте веќе заедно. Согласувам затоа што последно време човек може да прави разлика како е она предвидено во законот, како треба да се спроведе, фактички каква одлука донесена. Јас бев 17 години и адвокат. Така да проблемите со кои што адвокатурата се стекава не се проблеми од законската регулатива. Тој го секојдневието. Практично човек не знае што мисли оној кој што треба да дели правда. А ако дојде странка, не се во состојба да му кажа што очекуваат, затоа што практично во законот пишува едно, а многу други проблеми ќе се јават за време на реализација на барањето на правдата. Друго јас би кажал дека специјалното јавно обвинителство е посебно издвоено од јавно-обвинителската структура. Кога во законот е предвидено дека не може да го повикуваат на стручните колегиуми кои што ќе држи државниот јавен обвинител. Што значи? Не може преку колегиумот на државниот јавен обвинител да му сугерира одлука. Не може државниот јавен обвинител да бара очет како има одлучено за некој конкретен предмет. Што значи? Апсолутна слобода има. Сега таа апсолутна слобода практично легува во рамките на законот. И затоа да нас треба на специјалниот јавен обвинител да се овозможи да работи по законот, да работи по совест и овие обструкции кои што се острана практично треба да престанат. Меѓутоа, ако го земеме закон за јавно обвинителство, ќе видиме да тука има тврди рокови кои што треба да се исполнат. И приближувањето на времето до 24 април, до изборите ако се одржат на 24 април, практично значи оневозможување да јавниот обвинител истапи онака како што практично не го бара закон за специјалното јавно обвинителство. Да отпочне со конкретна работа, да отпочне постапки против одредено лице и против лица кои што имаат амбиции понатака да се јават за време на изборите. Меѓутоа, изборниот закон е децина каде што вели лице за кое што отпочната истрага не може да биде пасивен избирач. Што значи не може да биде кандидат на некоја листа. Па и затоа е нервозата кај одредени лица. Тука правиме пауза за реклами, се враќаме веднаш со дискусијата. Со двојното дејство, Ангал брзо ги уништува бактериите и вирусите и ефикасно ја странува болката во грлото. Ангал, распрскајте ја болката за миг. Мислам дека е време да почнеме да живееме заедно. Опа, женитба! И да кажда нема више. Пуштете ги добрите работи, добро да звучат. Од Хемофарм, за секое добро. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион, два типа на кашлица. Различен пристап. А каде ли е сега битолското чупе? Сигурно некаде патува. И учи, и се забавува. Ајде, сите со мене. Следи ги авантурите на битолското чупе. Собирај сликички, пополни го албумот Учи и забавувај се. Купи сет битолско витаминско млеко и доби подарок албумче со сликички. Со секое купено млеко добивате 10 сликички. Собирајте ги сликичките со клучеви, испратете ги и очекувајте вредни награди. Главна награда – посета на зоолошката градина во Берлин за целото семејство. 15 PlayStation-и и 50 ваучери во вредност од 3000 денари. 20 години боледувам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла.
но се гушев напролет и на есен, кога цветаат дрвата. Знае 2 до 3 пати годишно да поминам во болница, но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г Натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и што е најважно се, почнав нормално да дишам. Јас сум најдобар доказ за тоа дека Г 132 плюс Натурал е чудо на природата. Сакам да го споделам ово искуство со вас се со една цел, да им помогне на луѓето во изборот на производот кој ќе им го промени животот на поарно. Г 132 плюс Натурал е мојот избор. Кога се вратив од војска, раскинавме. Таа си замина, јас почнав да студирам и да ја изневерувам, и тоа со негазирани безалкохолни пијалаци. Струмка и јас, шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Супер наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 машини за перење. Секој ден по една и многу други награди. Отвараш, уживаш и машина за перење добиваш. На здравје кафе со Елит Кафе. Хотел Тино, Охрид, сместен во идиличен пејсаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, џакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци. Ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. Добро дојдовте назад во студиото на 24. Анализа Катица Јанева, незината актуелност во јавност и работата на специјалното јавно обвинителство е темата на која што вечерва дискутираме. Гости во 24 анализа: Јован Трпиновски, поранешен државен јавен обвинител, Александар Тортевски, адвокат. Господине Трпиновски, го објаснивте процесот кој пред кого одговара и како може да биде разрешена Јанева или да се поведе дисциплинска постапка, односно како Советот не може. Тогаш како ги цените сите овие активности на Советот на јавните обвинители? Се бара отчет од неа, се направи комисија која што го разгледува разрешувањето на јавните обвинителки. В понеделник Катица треба да биде викната на распит, барем такви се најавите, и да се соочи со обвинителките. Спорен е моментот на приемот на материјали од лидерот на СДСМ Зоран Заев. Господин Туртевски, начна темата на почетокот. Јас не би можел друго да кажам, освен станува збор за една специфична обструкција на работата на јавниот обвинител. Зошто го велам тоа? Прво, уште од почетокот, Советот за јавни обвинители не покажа некој поголем интерес да изборот на специјалниот јавен обвинител и на другите носители на јавно-обвинителската функција да помине онака како што ние очекувавме, како што очекуваше јавност. Према тоа, повикувањето на Катица Јанева да даде отчет и е спротивно на Законот за специјално јавно обвинителство. Таму е предвидено на секој 6 месеци, па не се поминати 6 месеци. Пред собранието извешта. Да. А ако е законска врска, тогаш ќе треба да се поднесе и извештај, меѓутоа не за конкретна работа, организациони проблеми и начални проблеми кои што се во јавното обвинителство. Не може Советот за јавни обвинители, нема ингеренции да расправа за конкретна предметна работа на специјалниот јавен обвинител. И сега се постава прашањето зошто е сега повикувањето на Катица Јанева. Повикувањето, јас мислам, тоа е свесно направено, за се каже.
дека Катица Јанева не е објективна како што сака да се прикаже, него има некои субјективни работи кои што ќе треба да ги оценува Советот на јавни обвинители, а нема надлежност. Ако нема надлежност тоа да го чини, тога се постава прашањето зошто е тоа. Тоа е притиск. Едно време велев јас да тоа е една тиха обструкција, а сега не велам тиха обструкција, директна обструкција. Катица Јанева не може да биде разрешена, затоа што оценка на разрешувањето треба да дадат оние кои што со консензус избрале политичките партии, а политичките партии кои што дадува согласност да биде избрана нормално, ќе барат образложение зошто практично се бара сега водење на дисциплинска постапка или пак и барање за разрешување на Катица Јанева уште кога не почнала да работи. Сега, она кое што беше за примопредавањето, Тортевски точно каже. Тоа е повеќе техничко прашање него што е регулирано во закон. Требало ли да го направи тој записник? По моја оценка, немала можност да го направи. Ама и не се докази. Да. Али кога тоа ќе мора да изврши систематизација. Во законот, во кривично законник вели, кривичната пријава може да биде поднесена против одредено лице за конкретно кривично дело со опис на делото, а да не се даде квалификацијата и да понуди да достави докази од кои што јавниот обвинител ќе може да го стекне основа на сомнението за поведување на постапка или за отфрлање на кривичната пријава. Овие материјали се поднесени прво по барање на целокупната јавност. И да не бидам сега... Беше дел од договорот од Пржино. По договорот од и друго. Да не навлегуваме во политика, па основно барање беше на партијата на власт да ги достави. Да ги достави присутните материјали. Господин Озаев ги достави. Сега прашање зашто не направен записник. Точно речи Тортевски. Прво треба тој што ги доставува да направи записник. А како записник ќе направи, каква селекција? Мислимото, специјалната јавна обвинителка се произнесе. Таа вели, ние ќе направиме еден преглед и систематизација, меѓутоа ќе направиме кога ќе почнеме да ги работаме предметите. Сега пак се постава прашање зошто е толку притисокот околу записникот. Записникот не е суштината, него записникот е поводот да се на некој начин врши притисак на Катица Јанева во нејзината конкретна работа. А и да се оневозможи, да се посвети на она кое што е примарно, него сега да седни да ги брои примените материјали, да врши селекција и времето да го губи за нешто кое што е чисто административно и непотребно. Господин Туртевски, рековте не се докази? Знаете, многу е чудно сега. Советот за на јавни обвинители се секира за така терминот го употребува материјалите со одредена доказна сила. Не го употребуваат терминот доказ, значи не сака да кажат дека сте тоа докази, со оглед дека постои одлука на Основен суд Скопје 1 потврдена, значи од Советот, дека тие не се докази. Сега они викаат, Катица Јанева несериозно се однесувала спрема доказите и не ги примила по записник. А каде е овој што ги предал? Прво, а второ, ако не се докази, каков записник да се примопредава, да се подпишува? А ви реков дека не може технички да се изведе записник за материјали кои што се снимени на CD. На едно MP3 може да бидат снимени не знам колку разговори. И како ти му предаде CD? Јас сум добивал докази од судот снимени на CD. Ништо тоа не значи. Судот мене ми испратил CD и јас подпишувам дека сум примил CD. Утре ако јас земам да се и наетам, можам да речам еве го CD-то што ми беше дадено. Тоа не е со ништо обележено дека е тоа CD. Што содржи тоа CD? А тука се, ако не се лажам, 870.000 прислушкувани разговори. Па тоа треба светлосни години додека се опише секој разговор што се примопредава. Господин Трпиновски, многу малку јавноста знае за докаде се истрагите, докаде се случаите кои што ги води Јанева. Чат пат излегуваат по некоја информација дека обвинителите, да речеме, биле во Битола, околу битолскиот градоначалник имало некакви распити. Јанева она што официјално го кажа е дека први на листата ќе бидат индициите за изборни нерегуларности. Многу малку информации има знам, меѓутоа кога може да се очекува евентуално првото обвинение? Јас мислам И дали тоа би било тоа?
Мислам, не е и суштината да биде многу присутна во јавноста, затоа што станува збор една многу осетлива материја, каде што може да се отпочне некоја постапка, барање за поведување постапка против одредена личност, а накрај постапка да биде запрена. Меѓутоа, отиде веќе во јавноста и секој веќе етикетира со негото тој практично сторител на кривично дело. Она кое што Катица Јанева вели ќе биде транспарентна, сепак има одредено ограничување. Не може до завршувањето на постапката да каже дека тој е сторител на кривично дело и на тоа кривично дело. Треба тоа многу дискретно да биде. Меѓутоа, транспарентноста на Катица Јанева може да биде со некои општи формулации. Поведена е постапка за одредена категорија на кривични дела и на некој начин да укаже на некои личности кои што се меѓутоа недиректно. И за која проблематика. Јас мислам да кажа дека ќе почне со изборниот процес. И по моје мислене, мислам со изборниот процес треба да се почне. Затоа што се наближуваат изборите и треба да се кажат проблемите кои што беа створени во претходните избори. И да се укаже, ние што велиме генералната превенција, дека неисплатливо е да се чинат кривични дела од главата против изборите, затоа што има кривична одговорност. Лицата кои што се спремни тоа да го сторат, генералната превенција према одредени евентуални сторители на кривични дела ќе ги спречи да презема некој действие. Према тоа, ако се очекува дека специјалниот јавен обвинител ќе каже денеска поведов постапка против со иницијалика, која сите ги знаеме иницијалите, за одредено кривично дело, мислам и тоа не е функцијата на јавниот обвинител. Бидејќи станува збор за една, како што рекол, чувствителна материја, која што задира во правата и личностите на луѓето и треба да ја бидеме доста внимателни. Само со еден пример ќе кажам. Со поднесување на кривична пријава, јавниот обвинител дискретно треба да врши испитување дали навистина е сторено кривично дело или не. Затоа што може да ја отврли кривичната пријава, а лицето за кого е поднесена кривичната пријава и да не даде. Тоа е почитувањето на неговиот мир, почитувањето на него како личност и на неговото семејство. Господин Туртевски, може да се очекува евентуално обвинение пред изборите? Не сакам и не сакам. Мислам, не знам и не сакам да знам. Значи, навистина, сериозно, не сакам да знам. Затоа што не сакам да бидам во кругот на луѓето кои што нешто претходно знаеле, ако евентуално протече некоја информација, зошто некој да ме гледа попреку да се сомнува дека јас можеби сум ја некаде лиферувал или сум ја кажал. Значи, апсолутно, пак потпишувам се што колегата кажа и добро е што специјалното јавно обвинителство не дава информации секојдневно што работи, како работи, токму од оваа причина и треба сите да имаме се уште полна доверба, да им се остави време на тие луѓе да го сработат тоа на што се нафатиле, со голем ризик на вистина. Тие луѓе имаат огромна одговорност. Се надевам дека ќе бидат на нивото на задачата на која што се нафатиле. Јас еднаш реков дека тоа е најсериозната позиција и функција од 90-та година навака која што е воспоставена во Македонија. Тоа е огромно бреме, меѓутоа се надевам дека тие луѓе ќе можат да го изнесат тоа бреме, дека ќе бидат на нивото на задачата која што им предстои. Пред да се одјавиме, ја имам уште едно прашање во однос на етикетите, повторно се навраќам, кои што ги заработи од одредени функционери. Специјалната обвинителка ги поврзуваат со случајот Пуч и со мислењето позитивното од страна на специјалното обвинителство на барањето на одбраната првообвинетиот Зоран Верушевски да се брани од слобода. Знаете кога ќе имаат право? Само ако Зоран Верушевски побегне во странство. Значи, само тогаш. Значи, неговата замената на мерката притвор со друга мерка. Значи, само ако побегне во странство, само тогаш ќе можеме да зборуваме за евентуален пропуст. Се додека Зоран Верушевски ги почитува врските што ги земал пред судот, Катица Јанева е апсолутно во право со неговата одлука. Затоа што, се извинувам уште еднаш, кај нас многу често притворот се претвара во
казна која што се добива уште во текот на постапката и која што никако не може да се испере. Не знам дали знае јавноста колку е надоместот кој што се досудува во Македонија за неосновано држење во притвор. Не повеќе од 3000 денари дневно. Значи, луѓе што поминале година дена во притвор, најмногу што може да добијат околу 15.000 евра надоместна штета, а најчесто се покрива со условна осуда за да не се добијат притвор. Иначе сега ставањето на една или на друга страна на специјалниот јавен обвинител, мислам, од одредени структури смислено направено. На некој начин да се наруши нејзиниот кредибилитет во кој што се уште јавноста верува и треба да верува. Ви благодарам што вечерва бевте дел од 24 анализа. Се надевам дека следниот пат во ова друштво ќе биде и актуелниот државен јавен обвинител. Се надевам. И би сакал јас. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието. Пријатно.